Во услови кога на земјава и се заканува енергетска криза, се одолговлекува набавката за јаглен за потребите на РЕК Битола и ТЕЦ Сломеј. Од Електростопанство соопштија дека рокот за набавка на 1,2 тони јаглен се пролонгира. Понудите требаше да се отворат денеска напладне, но сега рокот се продолжува за 5 дена, односно до понеделник 18 октомври или ден по изборите, нешто што државава не смее да си го дозволи во вакви вонредни услови. Зошто се одложува набавката, конкретно образложение нема. Во анимирање и потикнување на компаниите од регионот да се јават на повикот, вклучени се и Стопанската комора и македонската влада. Планот на АДСМ е да набави јаглен. Продолжува заселениот ископ на домашен јаглен, но за да можат во краток рок да се вклучат максималните капацитети на термоелектраните согласно потребите на стопанството за поевтина струја, потребно е да се набави јаглен и сметаме дека постапката успешно ќе се реализира. Она што дополнително загрижува е што Македонија нема јасна стратегија како ќе ја преживееме зимата во услови кога светот нема доволно енергенси и се соочува со екстремно високи цени на струјата. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски критикува за неспособност и предупредува дека поради проблеми со ископ на јаглен државава ќе биде приморана јаглено да го набавува. Не можам да го копам, немам време, доаѓа зима, обично се подготвуваат блоковите и вие на депонија пред да почне грената сезона треба да имате ова време 500.000 тони на депонија во Битола. Они немаат ни 50.000. И се викаат ќе носиме. И најблиску е нормално, тендер ќе биде, но најверојатно тоа ќе биде од соседно Косово. Како држава со најголем потенцијал. И они велат 900.000 тони. Пазите сега. Бидејќи еден блок е негде од 8 до 10.000 тони, отприлика во зависност од калоричната вредност на јагленот. Вие, за да ги донесете тие 9-10.000 тони денеска, вас ви требаат 500 камиони. 500 камиони треба да се натоварат некаде, да ја поминат Македонија, 2 патишта има да се стигне до Битола, или едниот ќе одат преку Гостивар Кичево Демирхисар до Битола, или вториот ќе одат преку автопат Росоман Плетвар Прилеп Битола. Од СДСМ демантираат дека ќе се носи, односно ќе се купува јаглен од Косово. Велат се уште не се знаело од каде ќе се набави. Во меѓувреме премиерот Зоран Заев прв пат призна дека земјава се соочува со енергетска криза и не знае дали по нова година ќе имаме нова поскапа цена на струјата, она што е неминовно дека не очекува нов ценовен шок. Да, ќе биде криза. Гледам мојот пријател и колега од Албанија, Еди Рама алармирам нормално и јас, енергетската криза ќе биде видлива, цените се високи, но да ги почекаме следните недели и месеци, да видиме како ќе се одвиваат состојбите, а државата е тука да помогне. Во меѓувреме граѓаните и стопанствениците секојдневно слушаат дека ни се закануваат драстични поскапувања и тоа како последица на неминовниот раст на цената на струјата. Бизнис секторот се жали дека е веќе на удар од повисоки сметки во проблеми со набавка на киловатите и бара подитно да се интервенира за да се спречат ценовните шокови.